Почитувани, на 30 септември во Македонија се одржа референдум кој беше со повеќекратни прашања, нејасен и неуставен. За среќа на Република Македонија, народот со презир го виде овој референдум и со абстиненција му зададе голем шамар на Заев и неговата дружина. Со самото тоа што 1.200.000 граѓани абстинираа од излегување на референдумот, му се даде до знаење на Заев и неговата хунта, инсталирана во системот на Македонија, дека народот не можеш да го излажеш без разлика каква европска иднина му ветуваш. Со тоа народот даде свој вредносен суд. Заев и неговата влада се делегитимирани. Новата општествена реалност говори дека политиките на Заев и владата паднаа и тоа им е јасно на огромен дел на граѓаните на Македонија, а тоа им е многу јасно и на Заев и неговата криминална свита. Истиот овој референдум доживеа целосен дебакал и во Кавадарци. Во Кавадарци од запишаните 32.259 гласачи на референдумот излегоа да гласаат 10.966 гласачи. Од тие 9.292 гласале за, што е 28% од вкупното гласачко тело во Кавадарци, додека 21.300 гласачи или повеќе од 66% го потценија овој референдум и со самото абстинирање од гласање не му дадоа значење на кукавичкото јајце кое сакаше Заев да им го подметне на кавадарчани и на целата македонска јавност. Во Кавадарци на денот на референдумот се случуваше се, само не регуларен, фер и демократски референдумски процес. Поради малата излезност во утринските часови, СДСМ беа во целосна паника и хаос. Почнаа да пуштаат лажни пораки до членовите на ВМРО, повикувајќи ги во име на ВМРО да излезат да гласаат. Потоа почнаа и директно телефонски да им се јавуваат, лажно представувајќи се дека се од кол центарот на ВМРО. Ние ги разбираме активистите од кол центрите на СДС дека многу сакаат да бидат ВМРО и дека зборувајќи во име на ВМРО со гордост си билдале мотив и енергија за нивниот пропаднат и тажен референдумски ден. Меѓутоа, треба да им е јасно, за да си ВМРО, пред се треба да си човек, да си верник и да не посакуваш несреќа на ближниот свој. За жал, сите вие од СДСМ кои лажно се представувавте во името на ВМРО, не сте тоа. Забележани беа и директни притисоци, закани, уцени од страна на директори на јавни предпријатија и други државни институции врз граѓаните. Ве уверувам дека сите, ама баш сите до еден, многу брзо ќе одговарате по многу членови од Кривичниот закон на Република Македонија. Никогаш нема да го заборавам разговорот после референдум со еден граѓанин кој со плачење ми рече: притисокот, заканата и уцената за да излезам на референдум беа толку големи што се чувствував како да гледам како некој ми го силува детето, а јас да сум немоќен. Тогаш ни се потврди нашиот став, дека во оваа забегана банда на власт има функционери рамни на монструми врз македонскиот народ. Меѓутоа, после се едно ни е јасно. СДС е во голема криза. СДСМ и во Кавадарци е се уште маргинална партија, која никогаш во изминатите години ја нема добиено поддршката на кавадарчани. Со самиот факт дека со бројот на излезени 9.292 поддржувачи на референдумот, СДСМ Кавадарци и нивниот пратеник Бетијан Китев за само 10 месеци имаат изгубено поддршка од над 2200 граѓани на Кавадарци или речиси 20% помалку од последните избори. Кавадарчани по 10 пат му укажаа на нивниот пратеник Бетијан Китев дека нема легитимитет да гласа за прашања кои ги засегаат кавадарчани. Впрочем, тој тоа и го знае, затоа е во постојана изолација од кавадаречкиот народ. Меѓутоа, кога доаѓа на дневен ред гласање во собранието на антидржавни закони и спогодби со други држави, седнува прв на претеничкото столче и гласа против својот народ, против својата држава. Уште еднаш го повикуваме: Бетијане Китев, те молиме, врзуми се. Немој да одиш уште еднаш против волјата на своите граѓани. Народот е најсвета работа на една држава. Одважи се. Излези од друштвото на аболицираниот криминалец Заев и неговата хунта. Послушај ги срцето и волјата на народот.
Тоа што во изминатите неколку години граѓаните не ти дава подршка е затоа што се наоѓаш во едно лошо друштво на измамници и сребролюбци. Почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН е партија за македонско национално единство. Ја почитува волјата на граѓаните и со сите сили ќе се бори овој капитулански договор со Грција да не помине во институциите на државата. Со самото тоа, Зоран Заев нема да има повеќе употребна вредност и ќе замине во мрачната страна на македонската историја. Над Македонија веќе се гледа светла надеж и за многу брзо време ќе станеме слободна држава на исправени и горди македонски граѓани, затоа што овој пат Македонија победи, а на следните избори ВМРО-ДПМН ќе победи. Да живее Република Македонија!